Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам ретка и пријатна можност да разговарам со режисерот Гоце Цветановски. Велам ретка, затоа што Гоце често патува, а причини за тоа има повеќе, а пред се проекциите на неговите филмови и тоа ширум светот. И кога реков пријатна, затоа што Гоце е син на мојот прекрасен пријател Љубе Цветановски и неговата мајка Вера, кои лично ги познавам, а со Љубе навистина имавме големи дружби и незаборавни спомени, бидејќи беше Љубе директор на Универзитетот Есра, сегашен Европа Прима, каде што и јас професорував и директорував во еден период, и ми е многу драго што сега неговиот син Гоце Цветановски тргна по тие негови уметнички патеки. Љубе беше писател, поточно поет, но беше извореден репортер. Се уште ги помнам неговите репортажи за Битола, за Скопје и за многу други светски дестинации. Гоце направив еден поголем вовет, но сакам веднаш да те прашам. Ти си роден во Скопје, ама како што кажав, потекнуваш од лозата Цветановски. Тебе ти е татко Љубе, ама чичко ти беше Владо Цветановски, театарскиот режисер, исто така чичко ти е Јордан Плевнеш. Сите тие се од Слоештица, или ние од тој крај, како што ја викаме, Слојштица. Да. Па моето прво прашање е, иако си роден во Скопје, што значи за тебе Слојштица? Одиш ли таму често? А пред малку, на самиот почеток, кога се договаравме за емисијава, ми кажа дека имаш повод Слоештица да ја памтиш и по нешто друго, односно по твојата свадба, свадбена веселба, што се случила не случајно токму таму. Па кажи ни нешто повеќе ти за Слоештица. Да, па вака ќе почнам од тоа што моето детство, јас го поминав голем дел од детството секој лето во Демирхисар. Таму беа преселени моите баба и деда. Так. И јас кога пораснав, кога почнав да одам на училиште, никогаш некако не сум се чувствувал баш како скопјанец. Секогаш тоа демирхисарското, да речем, тој еден специфичен хумор, специфичен менталитет што го има тој крај. И демирхисарски инает. И инает, да, за инает, посебно за инает. Сето тоа остана со мене секогаш. И јас кога кажувам, нели, од каде секам од Скопје сум, ама во душата сум од Демирхисар. Коренот ми е од таму. Да. И навистина и така се чувствувам. Значи, тоа е едноставно нешто што го носиш со себе. И ете, кај мене останато е тоа. Во однос на Слојштица, ние често одевме да посетиме. Имавме таму тогаш повеќе роднини, кои што се уште беа живи, нели? Дури мојот прадедо Илија, кој што бил познат раскажувач на приказни, го имам запознаено кога бев мал, бидејќи тој доживеа длабока старост. И една од, не знам, тие први детски спомени на Слојштица на него ми е дека тој, бидејќи немаше заби, еднаш кога го посетивме, ми рече, чекај сега да ти дадам, и ми даде печено јаболко од шпоретот. Толку нешто вкусно и толку убаво. Да, и меко. Да. И еве се ежам од помислата од тој спомен, како, ете, колку убаво ми било таму. Значи, и Слојштица и Демирхисар, знаеш, тие планински села имаат во себе некоја магија која што ја нема градот. Градот е малце по една камена џунгла во која што живееме затоа од практични причини, но тоа што го има во нашите, да речам, бидејќи голем дел од македонците верувам дека потекнуваат надворот од Скопје, Мислам дека тоа што го има по селата има една магија и една душа која што едноставно не може да ја има градот. И
Јас секогаш таму, мислам, сите тие приказни што сум ги слушал како дете, кои што на некој начин ме оформиле и кои што ми дале желба на мене да и самиот да раскажувам приказни, се оттаму. Значи, не можам да кажам дека нешто од тука сум добил. Може би понатаму како возрастен да, но сепак мислам дека голем дел од карактерот на, мислам, од основата, суштината на еден човек доаѓа од детството. Точно, детството и младоста се пресудни. И така што ете, јас имав едно среќно детство кое што го поминав најмногу во Демирхисар и со посети на Слуштица, каде што имавме семејни собиранки и сега, значи секогаш ме потсетува на убаво, на смеење, на радост, на многу луѓе, на деца што трчаат, на тие валајци во Слуштица кај што сме се обидувале да се капиме, иако беше премногу ладна водата. А сега таму има кафеана и тоа што го зборевме преска, таму ја имавме свадбата лани со мојата сопруга. Таа сакаше, значи бидејќи бевме неколку пати, многу е убаво таму, планина и вода тече, убав и знаеш, спој, така има нека убава енергија. И ете таму се случи свадбата, така што Еве убаво што се вративме барем мисловно, а во мислите и визуелно на нашиот Демирхисарски крај. Тој беше крај на твојот татко, но и на твоето семејство, ама гледам дека и твој крај. да. Сега ти си роден во Скопје, но добар дел од твојот живот имаш поминато во Париз. Да. Ти во Париз подолго време имаш живеено и студирано. Како престојот во Франција го обликуваше твојот животен поглед, ама бидејќи си режисер, денеска во емисијава главно ќе говориме за филмот. Дали во Париз се зачна тој филмски поглед на светот, или уште од пред тоа, уште како дете, ти имаше одредени предиспозиции, може би татковски преку телевизијата, преку тој медиум, па уште тогаш сонуваш, уште тогаш посакуваше да бидеш филмаджија, да бидеш режисер, да правиш филмови, кратки, долгометражни, документарни, од сите жанрови. Да, кога бев мал сакав да бидам писател, тоа беше првата желба. Се сеќавам, брат ми покоен тогаш ми се смееше дека зар сите сакаат нешто друго, овој сака писател да биде. Ама ете, мислам, не знам, многу читав како мал. Што ми се од Демирхисар мора да бидеш писател. Да, многу читав како мал и не знам, така едноставно сакав да патувам мисловно преку книгите, нели, учиш, но и патуваш и така и доживуваш авантури кои што можеби во реалниот живот малку потешко ќе ги доживееш. И инаку, значи, уште од мал имав така, значи, некоја предиспозиција за раскажување на приказни, многу конзумирав приказни, значи, во форма на книги, во форма на стрип, исто и така филмови гледав многу. Значи, јас пред свесно да знам дека филмот ме интересира, сепак знаев дека, значи, многу читав и многу сакав да раскажувам. Значи, и вицови, и приказни, бидејќи и мене баба ми раскажуваше приказни, и јас после, кога пораснав малку, сакав и јас да ги раскажувам и да прераскажувам приказни. А инаку свесно, негде кога бев во средно, втора или трета година средно, налетав на аматерскиот филмски клуб Ед Вуд, кој што го водеше Радка Илиева Лале, професор по историја на уметност и историја на уметност во средно, во Зефлјуш Марко, мислам дека беше професорка. И преку нејзе, мислам, преку таа работилница, мислам дека реално 90% од филмаджиите македонски од моја генерација имаат помината низ таа работилница. Едноставно, сите што не интересираше такво нешто, бевме таму во одреден период од животот. Кој пократко, кој подолго, но сите сме поминале таму и сите таму и сме се запознале. И значи, пред да заминам, веќе имав јас
желба да правам филмови, имав направено 2-3 кратки аматерски филмови, и тоа не толку кратки, од 40 и од 50 минути. Нешто што, мислам, сега дури би ми е многу тешко и несфатливо како тогаш без никакви буџети сме правеле чисто без на средства, ентузијазам. само со љубов. Да, со љубов. Сега некако е потешко, бидејќи тој младешки жар со текот на годините Да, згаснува, спласнува. Може би не згаснува, но се променува начинот на кој што размислуваш. Так. И тоа време што сме го имале сега, тогаш сега е луксус да имаш време да правиш било што. Надвор од, нели, од работа и семејство. И така што јас, значи, знаев дека сакам да работам филм пред да заминам во Франција, после кога отидов таму да студирам, дознав дека постои друг филм освен американскиот филм, бидејќи овдека Да, тој беше доминантен. Немавме толку можност да гледаме европски филмови. Секако имаше по нешто, но не толку многу. Немаше ни толку многу телевизии. Мислам, веќе кога заминав 98-а, веќе имаше неколку телевизии кои што работеа, но не е како сега, мислам, така што едноставно беше посиромашна нели понудата на тоа што може да се гледа. Имаше тие видеотеки, значи одевме Точно. одевме да изнајмиме филмови, па земи 3, па четвртиот ти е бесплатен за викенд секогаш барем 4 филма мораше да се изгледаат, и често правевме со пријателите филмски маратони. Но самото тоа што беше достапно не беше лесно да се дојде до европски филм, до азиски филм, можеби некои најпопуларни, но тоа е, мислам дека најважното нешто во однос на моето школување во областа на филмот што го добив во Франција беше што на факултетот на кој што студирав, Париз 8 Сен-Дени, имаше голема медиатека, значи библиотека со филмови, со преку, мислам дека, сад да не ги претерам, мислам дека имаше над 2000 филма од историјата на филмот. Значи и јас првите 2 години таму, голем дел од моето време што беше надвор, нели, од часовите, го поминав токму таму и гледав филмови, се и се што, значи, едноставно за мене беше тоа еден нов универзум, бидејќи европскиот филм е многу поинаков структурално и наративно од американскиот. Азискиот па исто така, мислам, значи сосема други, нели, други култури, друг начин на раскажување на приказните. И јас во тие мои први 2 години додека студирав таму, тоа ми беше нешто најмногу, мислам, најважно да речам, што ги гледав тие филмови и открив режисери како Фелини, како Бергман, како Акира Куросава, значи режисери што имаат, нели, оставено свој белег на светската кинематографија и филмска историја, до чии што филмови не можеше толку лесно да се најде, да се дојде. И тоа е тоа. После понатаму мислам дека сепак, нели, образованието ти нуди нешто, но многу зависи до самиот студент. Значи, Так, апсолутно. Важно е што ти сам колку ќе се потрудиш за да научиш. Само што сакав да прашам, кои се тие имиња кон кои ти стремиш, односно кои што ти биле на одреден начин идоли, но ти одговори пред малку. Има многу. Можам да зборувам уште. Сигурно има многу. Да. И секој автор, sejedno дали е писател или ликовен уметник или режисер, сигурно во еден миг се воодушевува од некоја претходна големина и сака и самиот тој да биде на пиедесталот на едно такво високо место. Но она што е карактеристично за тебе, за твоето творештво, е дека ти најпрофесионално го изоде и се уште го изодуваш филмскиот пат. Значи, од кратки филмови до долгометражни проекти. Па накусо сакам за гледачите да ни дадеш една информација како изгледаше тој твој пат
до првиот долгометражен филм, бидејќи лесно не се стигнува до долгометражниот филм. Обично се започнува со краткометражни, со документарни и за врв се смета долгометражниот филм. Да. Кога бев студент, прочитав една мисла дека режисер на 40 години е млад режисер, го сметаат. Така. И тогаш се смеев, си викав, јас на 25-6 години веќе ќе го снимам мојот прв долгометражен филм. Некои режисери имаат таа среќа и окей, тоа нели секој со својот животен пат, но да, мора да се изоди една патека да се сработат многу проекти за да се стигне до долгометражниот филм, бидејќи филмот е скапа играчка и мислам треба да јадеш попара, што се вели на старски, за да стигнеш до тамо. Јас, како што кажав, уште пред да заминам на студија во Франција, сработев тука неколку кратки филма, значи три официјални и еден како импровизација што го сработивме за еден ден, бидејќи како експеримент. Па да, практично ние бевме собрани цела екипа за да го снимаме тој другиот филм, мислам тој првиот што Ама излезе овој. И не дојде некој, бевме средношколци, некој не можеше да дојде, бидејќи бевме собрани, што ќе правиме, ќе снимаме филм, ама онака сега, одма без сценарио. Да. И така, и тоа беше така една забавна вежба, да речам повеќе. И со тие филмови, мислам посебно со вториот и трет филм што беа 40 и 50 минути, се викаа Силувај ме нежно и Губитник без причина. Двата беа комедии. Тогаш, нели, како средношколец, мислам, не бев некој многу сериозен, немав некои сериозни теми да раскажам животни, така што беа тоа повеќе зафрканци со големо влијание од Монти Пајтон, од тогаш од бивша Југославија, овие топ листа над реалиста имаше една емисија. Да. К-15, не сум сигурен дали беа почнати тогаш да работат или не се сеќавам сега искрено, но како и да е, значи тие комедии, иако не беа некои сериозни продукции, беа сработени со 10 денари буџет, да речам, сепак научив многу. После кога заминав за Франција, имавме нели како студентски вежби и испити да работиме на филмови, така што работев во повеќе различни имав задачи додека го работев тоа како монтажер, како снимател, како тонец, што беше многу добро. Мислам дека за секој режисер е добро. Занаетот. Да, дека за секој режисер е добро да знае што работат другите оддели. Барем малку, нели, да има идеја. Да, основни познавања. Да, и така натаму. И додека бев таму, додека студирав, во еден момент мислам штедев, веќе мислам дека кога бев трета година купив камера, тогаш излезе мини DV техника, технологија, значи со резолуција 4 пати помала од денешната HD технологија и 8 пати од 4K помала, но мислам, такви беа времињата, нели, аналогно, уште со касети се работеше се до тоа. Но тоа беше моје, значи, штедев година и нешто, едноставно, буквално што се вели од лебот си тргав. Од устата си одвојував. Тргав за да ја купам камерата. И кога ја купив, после почнав да снимам повеќе кратки филмови. Снимав и за мене, и за мои колеги. Бев како продуцент, бидејќи имав камера. На универзитетот имаше 2 камери, ама беше тешко да се дојде до нив, бидејќи бевме многу студенти. Сега цело време некој снима. Треба да чекаш на ред. Да, треба да чекаш на ред, така што со самото тоа што имав камера, многу ми помогна, бидејќи можев неограничено да снимам. Така. И така што снимев неколку кратки филмови таму, исто така од кога почнав, мислам, кога почнав да студирам,
Секое лето се враќав тука и тука исто почнав да добивам некои да речам ангажмани. Значи не знам, една од првите хонорари ми беше што снимав некоја крштевка на некој дете. Случајно ние снимавме спот со пријатели музички на еден од манастирите. Некој ве виде. Да, и не им дошол камерманот крштевка, ме викна и хонорарче тап. Успешно. Да, сам да кажам не успешно крштевање. Да, ја крстивме камерата. И така, но ете, мислам почнав преку некои познанства на татко ми, тој знаеше доста продуценти, нели? Така што аплициравме тогаш работеше Советот за радиодифузија, почнав да работам документарни некои филмови на теми што мене ме интересира, значи тие беа првите документарци кои што ги сработив беа сите поврзани серијата се викаше Култура и субкултура и покриваше теми на пример за джез музика, за рап музика, хеви метал, значи за некои жанрови кои што не беа толку можеби присутни во главните медиуми. Потоа исто за етнолошките елементи во модерната уметност, бидејќи етнологијата секогаш ме интересирала. Потоа не знам, имаше за графити, така разни теми од тој тип. Значи почнав да експериментирам и да работам буквално се што ќе можев, значи без разлика дали е платено или не. Значи работев музички спотови за пријатели, работев документарни, работев некои такви, мислам се и се што едноставно да работиш да бидеш во кондиција. Да. Сакам да прашам за вашиот филм Бизнисот на задоволството. Да. Тој освои бројни награди на фестивали широм светот. Што мислите, што ја допре публиката во оваа приказна, бидејќи сите филмови, сите театарски представи, па и сите книги, па дури би рекол и ликовните изложби, мораат да имат приказна. Бидејќи од она предмалку што го кажавте, веднаш се забележува дека сте барале необични, неексплоатирани теми, главно тие биле алтернативни, не многу експонирани, а сепак битни теми. Сега, кога станува збор за приказната, некојаш приказната ги привлекува гледачите затоа што говори за некоја општа, би рекол глобална, популарна тема, а некогаш па обратно. Не е толку темата блиска и битна за широките народни маси и слоевите, туку е битна за одреден круг, за мал број познавачи и сладокусци. Па сакам сега да прашам како се освојуваат наградите и признанијата и како се доаѓа до гледаноста, до публиката. Да. Широко е прашање. Да, нема проблем. Да, пред да кажам за филмот, сакам да кажам за да речам мојот ментален склоп кога стигнав до моментот дека ете сега ќе го работам мојот прв долгометражен филм. Мислев дека сум спремен, бидејќи имав веќе 10 кратки филмови, многу музички спотови, документарни филмови и си мислев, готово, знам што ме чека. Меѓутоа, веќе првиот ден сфатив дека ова е нешто сосема поинаку, бидејќи многу поголема екипа и едноставно не можеш мораш да работиш во тие временски рамки што се дадени, не можеш да речеш чекај уште малку, а едноставно така не можеш да се расплинеш така. Да, има еден спринтерски момент кој што тргнуваш и постае како лавина, не може да запре. Така. И тоа беше едно ново искуство во однос на тоа претходно што
што го имав. И дури мислам дека, значи, дури после тоа, дури сега сватев дека, значи, никогаш не си спремен, секој нареден филм ќе биде исто така ново искуство, ново предизвик. Да, искуство и предизвик за понатаму, така што ќе видиме. Сега за приказната пред да ја напишам, сакав да направам филм малку поинаков од тоа што беше. Мислам, сега веќе за среќа малку се менуваат работите, но имавме еден период каде што многу од филмовите беа со рурални теми. И сега, иако не ве зборувавме за Стоиштица, јас многу се осакам родниот крај и сето тоа, но мислам дека сепак ние сме едно модерно општество, значи имаме градови, да нешто урбано да се и дека може и урбано да се направи, дека не е се само во сиромаштија и во беда и така натаму, дека и ние, мислам, има убави Скопје, има убави места во Скопје, има убави работи што може да се покажат и дека значи сакав да биде урбана приказна и сакав да биде да изгледа малку така богато, да речем на некој начин, мислам како контраст, раскошно, да, значи како контраст, бидејќи самата приказна беше крими трилер, се работи за трговија со жени и тоа е една така мрачна тема. И затоа сакав како контраст на приказната самата фотографија да биде со вибрантни бои, да биде богато, да покажува нешто така дека може да биде ова модерно. И тој спој доста, мислам дека сега во поновите филмови гледам дека многу од поновите автори исто така се трудат да направат нешто свое, нешто поинакво, бидејќи убаво е за кинематографијата, за националната македонска кинематографија, да немаме само еден тип на филмови, туку што повеќе имаме, толку подобро. Така, значи, да биде богато, да биде разновидно, не мора се да личи едно на друго. Во однос на самата приказна, значи таа беше една тема до која што дојдов случајно, уште од кога бев студент во Париз, имавме за задача да најдеме тема од реалноста, од весник или нешто, и од тоа да разработиме приказна. Така што јас првата верзија на сценариото ја напишав уште во Франција, додека студирав, ми беше како задача. И после некое време, кога се вратив во Македонија 2015, јас бев 17 години во Париз, дури луѓе ми викаа зошто доаѓаш од Париз во Скопје, меѓутоа никогаш не го зажелив тоа, бидејќи тука ја имав можноста и среќата да работам на тоа што го сакам, значи работев на анимиран филм, па и на долг филм, значи така што и мислам дека нешто направив за земјата со тоа што се вратив, дека беше позитивно. Значи кога се вратив тука, налетав на тоа старо сценарио после, значи од прилика 10 години од како го имав напишано, и иако имаше нели многу работи кои што си реков, чекај, ова не е толку многу јако, најдов исто така многу интересни работи кои што мислев дека можам да ги адаптирам за овде. И така што приказната ја разработив да биде локална. Една работа што исто така ми беше важно, бидејќи во приказната е, да речем, мултиетничка, значи има од македонска, од албанска националност и од други, но многу и сакав тука исто тоа клише да го направам, дека нели многу често се спротивставени на етничка основа, меѓутоа мислам ние сите сме луѓе на крај краишта и човечките приказни, мислам на крај краишта обичните луѓе се секогаш, да речам, жртви на тие некои горе што ги велиме, што решаваат за нас. И така што ова беше една обична приказна за обични луѓе кои што се наоѓаат во еден момент дека се против системот, дека треба да се борат против системот, без разлика, нели, нема ваши и наши, туку има луѓе и не луѓе.
И мислам дека тоа беше нешто што на сите гледачи им падна во очи и многу луѓе ми честита и дека ете филмот не правеше поделба на таа основа, туку едноставно беше, имаше и добри и лоши од едната и од другата страна, како што е во реалност. Сакам да ве прашам, бидејќи кажав уште и на почетокот на емисија дека често патувате, повод и причина за тоа се проекциите на вашите филмови. Филмот Бизнисот на задоволството е прикажан на повеќе од 30 фестивали. Прашањето мое е како еден исти филм, една иста приказна ја гледа, значи наблюдува публика од различни култури. Како режисерот тоа го забележува, бидејќи јас сум бил сведок, еден бугарски театар на фестивалот Ристо Шишков настапуваше во Струмица. И по представата, актерите од Бугарија беа малку збунети и рекоја: нас не дели само една граница, ама вие овде се смеете на различни места. Во Бугарија се смејат на сосема други места. И ние таму каде што очекувавме дека ќе се смеете, вие молчевте, а таму каде што не очекувавме, вие се смеевте. Дали имате некое вакво слично искуство со филмовите? Да, секогаш, мислам, во различни култури има различен прием на делото, но нели доколку тоа е доволно универзално, ќе допре до сите. Можеби на различен начин ќе го доживеат, но мислам дека основната порака ќе биде сфатена. Е универзална. Да. И јас со филмовите имав среќа да имаат убава фестивалска кариера и да бидат и наградени од жири и од публика. И секогаш, значи, се трудам кога можам да патувам, нели, бидејќи не секогаш фестивалите ги покриваат патните трошоци, така што таа е една не толку ефтино хоби, но од друга страна... Значи, авторот често си одвојува собствени средства. Многу често, но мислам дека тоа е дел од, бидејќи тогаш е таа можност, значи, да одиш таму лично, да го представиш филмот, друго е кога си лично таму, кога имаш контакт со публиката, запознаваш и други луѓе, значи, таа некоја меѓународна мрежа на пријатели, на филмски колеги. Наоѓаш, бидејќи не знаеш кога со некого ќе соработуваш понатаму на кој проект. И така што тоа е еден влог во себе си, пред се, бидејќи тој филм кој што кога шета веќе поминале година, две, значи ти веќе работиш на нешто ново, имаш нешто трето во подготовка, бидејќи во нашата индустрија, во наша индустрија, меѓу другото, иако е уметност, но мораш секогаш да имаш еден проект минимум напред, значи така еден направен, еден правиш, а еден замислуваш дека ќе правиш, подготвуваш. И таа селекција на фестивали е местото каде што ќе се сретнеш со други луѓе кои што се на иста или слична позиција како тебе. И бидејќи ние сме, нели, како мала земја, секогаш имаме потреба од партнери за да можеме да изградиме филмски проект за копродукција. Така што тоа беше, мислам, никогаш, ја буквално зедов кредит за некои од тие патувања. Други ги, не, мислам, ќе земеш хонорар од едно, па ќе го вложиш во ова. И мислам, тоа не го сметам за, знаеш, мислам, тоа е еден вид на влог, кој што веќе... Ама добро рековте, влог во себе си. Да, влог во себе си, да. И на сите тие патувања испаднале после пријателства и партнерства за нови проекти, кои што инаку најверојатно не би можеле, бидејќи друго е ти да контактираш преку интернет со некога, друго е во живо да се видите. Вашиот филм Јон Вардар против галаксијата е првиот, односно првата македонска докуметражна анимација и навистина огромен регионален проект. Колку беше тешко да се реализира една таква продукција? Ајде малку за Јон Вардар против галаксијата.
Да, Јон Вардар беше една епопеја од 9 години. Така. Значи, од 2015 збориме сега од идејно до крајната нели светска премиера до 2024 кога почнавме, мислевме дека ќе го завршиме за 3 години, испадна 3 пати по 3. Се случија многу работи во меѓувреме, нели целата ковид криза се случи што цел свет се измести Да, на некој начин. И мислам, не знам, едноставно, исто како што беше преминот од краток на долгометражен, што беше еден огромен скок, така ја имав претходно 2 кратки анимирани, но преминот од краток анимиран до долгометражен анимиран исто така се покажа многу голем залак, кој што ете на крај успеавме да го изџвакаме. Беше воедно, освен што беше прва македонски долгометражен анимиран филм, беше и се уште е најголем регионален анимацијски проект. Значи, во копродукција влеговме со Хрватска, Бугарија и Унгарија, а исто така добивме некоја помош, што парична, што во работа, мислам во натура, од Србија и од Романија. Значи, преку 150 луѓе работеа на филмот и едноставно таков еден херојски зафат што не го очекувавме. Знаеш, некако си викаш, добро, добивме поддршка, па ќе го направиме. Не е толку лесно. Посебно со тоа што си викаш, тоа се треба само да се нацрта, ќе се занимира. И после сваќаш дека, мислам, ние имавме во филмот преку 270 различни типови на ликови, бидејќи со вонземјани, со такви работи. Значи, самото тоа беше големо буџетно само по себе уште пред да почнеме, но не бевме свесни за тоа. И после кога ќе сватиш дека треба сите тие ликови да се нацртаат, да се занимираат, дека ти имаш 15, 20, мислам 150 вкупно луѓе, но не работеа во секој пат. Зам тука во Македонија бевме помала екипа од околу, што знам, 30 до 50 вкупно, но дека сето тоа треба да се занимира, да се стави заедно позадина со ликови и така натаму. Значи, еден голем макотрпен процес на различни начини кои што успеавме да го изводиме. Значи, после тоа сега во регионот, па и на европско ниво, мислам, онака го знаат филмот и ме вика на различни семинари, мастер-класови да објаснувам како сме успеале толку мали земји да направиме една голема продукција, реално, со солиден успех и фестивалски, и сега, мислам, и дистрибуцијски. Значи, филмот играше во неколку земји во кино. Сега се уште немам објавено јавно, нека биде за вас ексклузивно. Значи, договоривме во Берлин, договоривме кинодистрибуција во Латинска Америка. И така што, да, тој проект многу работи, мислам, на некој начин го смени целиот мој живот. И сега се сметам како исполнет и остварен автор, иако мислам дека имам уште доста закажување, но мислам дека тоа тие почетни 2 чекори со првиот долгометражен игран што го направив и со Јон Вардар како анимиран, дека сега сум спремен за секаков предизвик. Бидејќи од режијата ми сигнализира дека имам уште само 5 минути до крајот на емисијата, некако брзо ни тече времето. Еве, јас уште 3 работи блиц, само ќе ги спомнам. Вие работевте со големи светски имиња, како на пример музичарот Ед Ширан. Исто така гледачите многу ќе ми бидат лути ако ова не го кажам и не ве прашам. Вие сте и дел од серијата Сказните на Биби. Јас лично сум презадоволен, бидејќи мојата внука Лина буквално толку многу се радува на Биби и Боби, што ние и кога ја храниме, ја пуштаме серијата на
телевизорот. И уште едно прашање, верувам дека и сега нешто подготвувате, некој нов филм се подготвува, па ајде блиц, поедно спојте ги овие 3 прашања, познатите имиња од странство со кои што сте соработувале и се уште соработувате, задолжително Биби, и новиот предизвик, новиот филм што го работите. Да, па првен за соработките со странските луѓе секогаш беше на некој начин, да речам, случајно, некоја средба човечка, првен ќе се сретнеш со некој, па ќе ти испадне тој проект да се работи. Свет Ширан беше преку студиото 351 од Кавадарци, кој што исто така нели работат доста со странство и тие го добија проектот и така налетавме. И секако нели чувството се работи со некој што е светска звезда, така е, ти дава нека еден адреналин специфичен, полет дека ете сепак сме толку квалитетни дека ние можеме да бидеме овде дека можеме да бидеме доволно квалитетни да работиме со некој од светски ранг. И Биби и Боби, мислам, сказните на Биби, тој проект ми е најмил на душата, бидејќи направивме нешто што остана како, нели, како, да речем, стана бренд едукативен, каде што децата конкретна и практична примена. Да, каде што учат македонски да зборуваат, да пишуваат, учат како да се однесуваат, значи и такво нешто немаше до тогаш, барем не до толку што допрело до нив. И сега кога ќе ги видам на сите тие настани што се организираат, кај што деца насмеани, кај што пеат песнички, си викаш, окей, нешто... Колку се среќни, колку се радосни. Да, и си викам, нешто сум направил во животот, дека што вреди, бидејќи таа детска радост е непроценлива. И мислам тоа најгорд проект на кој што сум до сега што сум работел е токму Биби. Така, учествувате во формирањето на личности, во раснењето. Новиот филм? Да, новиот филм, значи исто спремаме долгометражен анимиран со Биби и Боби. Се надеваме дека во наредните неколку години, дека нема да биде 9 години, дека ќе го направиме. Порано, добро. Исто така спремам како сценарист, работам со еден режисер од Мексико. Тој ќе го режира филмот, тоа ќе го објавиме за неколку месеци исто. И има уште неколку проекти во разработка, доста интересни, доста различни еден од друг, така што ќе ги знаеме наскоро. Замолувам на крајот од емисијата, еве овде во ова наша тетрадка на учесници со еден од овие фломастери кои сакате бојата со сината, да ни напишете една порака и да ни се подпишете, бидејќи тоа е и спомен, ама и доказ дека еве сме разговарале, сте биле во нашето студио на Вистинска телевизија, во емисијата Опотрага по вистинскиот збор. Една буква сгреш. Добро, не е проблем. Така? Живее го твојот филм. Одлично кажано. Ви благодарам, еви со рака, сакам да ви честитам на досегашните резултати, да ви посакам нови филмови, нови успеси и повторно нови вакви убави средби. Ви благодарам. Фала, многу пријатно.